се одржа подготвително рочиште за 9 полицајци обвинети во врска со трагедијата во кочанската дискотека Пулс. Обвинителката Спасенка Андонова појасни дека полицајците се товарат за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, поради неизвршување на своите должности, кои се однесуваат на проверка на податоци кои се неопходно потребни за добивање согласност, која е поврзана со барањето за поднесување лиценца за работа на кабарето Пулс. Полициските службеници имаат обврска под повод таквото барање да ги извршат таквите проверки, да утврдат дали биле водени прекршочни постапки во објектот, значи како последица на нарушување на јавен ред и мир, и дали објектот ги исполнува условите во поглед на безбедност на сообраќајот. На конкретниве полициски службеници опфатени со ова обвинение им се става натовар дека во таа насока не ги извршиле своите службени обврски должности, односно не направиле целосна проверка и врз основа на ненаправената целосна проверка дадена е согласност која што понатаму позитивно е оценета и е добиена лиценца и на тој начин е овозможено овој клуб Пулс да работи и да остварува заработка. Од друга страна, одбраната на дел од обвинетите се надева дека ќе се обезбедат сите дополнителни докази и судењето ќе продолжи во стандардна процедура, со надеж да се докаже дека полицајците не биле виновни. Уште пред почетокот на денешното рочиште, одбраната на дел од обвинетите побара судот да посредува во доставувањето барања до МВР, Бирото за јавна безбедност и УЈП, со цел обезбедување докази, декласификација на документи, како и овозможување увид на вешто лице кое треба да изврши вештачење. Ќе увидите дека навистина сето тоа она што им се става сега на товар како злоупотреба на службена должност и овластување, нити може да има причинско-последична врска за настанот, ниту може да се градира во тоа кривично дело како 353. Нашите очекувања се секако дека ќе докажеме дека обвинетите не се виновни за кривичните дела кои што им се ставаат на товар со описот во самото обвинение. Новото рочиште за 9 полициски службеници е закажано за 1 јуни. А освен овој случај се водат уште 2 судски процеси во кои се опфатени полицајци и службени лица поврзани со трагедијата во Кочани.